Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме едно многу интересно видео кое што сакам да го споделам со вас, а тоа е објаснување на моменталната ситуација и каде се наоѓаме во овој целокупен неред кој што моментално е во тек во целиот свет. Односно ќе објасниме што се случува моментално со целиот финансиски свет и кои се овие уникатни случувања кои што моментално се непроценливо добри за нашата генерација. Ќе отидеме точка по точка, нормално по целиот овој план, со тоа што генерално зборуваме за случувања кои го менуваат светот во неговиот финансиско-економски карактер. Односно, нема да навлегуваме во политички сфери, нема да навлегуваме во воени сфери. Моментално видео е исклучиво наменето за да објасниме како светот кој што денеска ни е познат, за само неколку години, претпоставувам од сега, ќе биде комплетно променет и сето она што досега ни било нормално, како користење на кеш, користење на платежни картички, верувам да ќе биде сосема заменето од еден нов финансиски систем кој што ќе биде буквално непретпознатлив. Тоа ти е како денеска на, да речеме, оние кои што гледаат мојот канал, сепак се негде од 25, да речем, нагоре претежно. Значи, замислете сега на дете од, појма немам, 12 години да му покажете флопи диск, така, дури оние кои што гледаат можеби не знаат што е. Така ќе биде нашиот финансиски систем во однос на ситуацијата што ќе се случува во следните 5-6 години. Сега ќе објасниме зошто, ќе објасниме колку се тоа уникатно за криптосферата, за да разберете дека моментално колку и да се трудиме, колку и да анализираме, сите овие случувања ставени заедно се еден комплетен неред, еден комплетен хаос кој што не можеме ни по точка разно да претпоставиме како се тоа ќе заврши. Но ќе разговараме последователно сите овие точки и како истите се во наша корист доколку имаме крипто според она што моментално го знаеме и според основните, да речем, принципи врз кои што функционира економијата, финансискиот систем. Сега, ќе почнеме со првиот и можеби најбитен дел од целото ова видео, а тоа е укинување на паричните средства кои ни се познати, замена на банкарскиот сектор. Односно, на еден или на друг начин, кешот како таков ќе биде целосно забранен. Прашање на време. Останува да видите, но слушате ово што ви го кажувам, ќе видите дека ќе биде целосно забранен. Зошто? Значи, само на кратко ќе ви го објаснам вака тоа. Моментално, на сите влади во светот, кешот им е еден од најголемите проблеми. Зошто? Кеш, парични средства, е целосна анонимност на вашата трансакција. Че вие може да ги дадете на било кого, вие може да правите што сакате со нив, и владата многу тешко може да дознае каде сте ги искористиле, што сте купиле, што сте направиле со нив. Така, банкарски средства моментално, односно користење на вашата дебитна сметка, е познато на вашата банка. За централната банка или власт да дознае што сте направиле со вашата моментално дебитна сметка, мораат да земат налог, да бараат од банката, да ги практично обелодени овие информации, за да видат на што сте трошили и каде. Пак на некој начин има некаква контрола. Но за разлика од тоа, кешот представува целосна анонимност. Тоа на државите во денешно време, во оваа дигитална доба, посебно во доба во кој што на секој му е дозволено практично да оди сегде, е сосема неприфатливо за државите. Затоа имате толку многу ограничувања. Вие живеете во ограничување во кое што вие не може да поминете граница со повеќе од 10.000 евра, долари, без разлика. Живеете во време во кое што вие не може да извадите од банкомат повеќе од 300-400 евра. Тоа е класична рестрикција на кеш за да се истренира моменталното општество да престане да го користи. Значи, тоа е една од првите работи кои што мора да се помириме. Кеш, прашање на време кога ќе стане историја. Може би некои држави ќе го држат се уште, но очигледно се движиме кон ситуација во која што кешот ќе биде неприфатлив. Сега, враќање на валути со златен стандард, ќе се вратиме уште еднаш на кешот назад, но нели постепено. Враќање на валути со златен стандард. Зошто го велам ова? Значи, една од најголемите грешки, така речено, на целиот финансиски систем кој што некогаш ги направил е ова, а тоа е уствари Франклин Рузвелт, кој што во 1933-34 година донесува акт со кој што прави целоса конфискација на целото злато во Америка и на тој начин практично го повлекува златото како национализација, но со тоа и на некој начин се укинува самата златна резерва. Со тоа што знаеме дека понатаму, значи ваквата златна резерва е целосно поништена и дозволено е на сите влади во светот да принтаат колку сакаат пари. Тоа е една од најголемите проблеми. Зошто? Ако и понатаму остана златниот стандард, до денеска можеби немало да има толку, сигурно немало да има толку голема количина на кеш било каде по улиците,
но во исто време тој кеш би имал многу поголема вредност. Сега, со таквото групирање на Мурика, дошле до ситуација во која што во целиот свет на сите влади во светот им е дозволено да принтаат колку сакаат пари, доколку се во ситуација во која што истите им се потребни. Така да имајте го тоа предвид, овој акт е моментот на почеток на дозвола на сите држави да може да принтаат колку сакаат пари. Сега, враќање на валутите со златен стандард доаѓа од овде. Значи, моментално имаме една, да речем, голема групација БРИКС, сите оние кои што не знаат што представува, ова представува економска унија помеѓу Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка. Може да погледнете подетални видеа кај не, само запишете БРИКС на нашиот канал, ќе може да ги најдете многу едноставно. Сега нема да налегуваме во тоа, идејата е дека моментално имаме два блока кои што се формираат, кои што се првенствено од економски карактер, каде што БРИКС се обидува со ова во август практично оваа година да создаде така речено нова валута. Сега, иако не се знае точно каков тип на валута ќе биде, има многу спекулации. Неколку спекулации се дека ќе биде дигитална валута од типот на CBDC. Други спекулации се дека ќе биде заедничка валута која што ќе биде стабилизирана од основните валути на сите овие БРИКС, првите 5 членки на БРИКС, со тоа што практично ќе биде стабилизирана и ќе ги користи овие 5 валути како кошничка за заштита, како што ние например имаме моментално пег на еврото, за да имаме постојано иста вредност со еврото, и ваквата нова валута треба да ги користи валутите на БРИКС како противтежа за нејзина стабилност, и онаа која што е најочекувана е дека БРИКС ќе направи нова златна валута. Односно, што тоа значи? Значи, знаеме и сами, веќе тоа го имаме објаснето детално во претходното видео, каде што разговаравме за како тоа ќе го изведе БРИКС. Сега само на кратко ќе објасниме, сите останати може да погледнат видеото, јас ќе го ставам во сугестија на крајот на ово видео да може да го најдете полесно, каде што детално објаснуваме, но битниот дел кој што треба да го разбереме во оваа ситуација е дека БРИКС, сите негови членки на оваа економска унија, досега со години акумулираат огромни количини на злато. Колку поголеми количини на злато ќе имаат, толку постабилна ќе биде оваа валута и толку поголема количина на ефективен кеш ќе може да произведат. Со тоа што мое сомневање е дека ако се дрзнат да го направат тоа, ќе надминат еден од проблемите кои што, да речем, е во времето на 1933-34, кои што сега веќе нема да го имаат. Односно, сега може да имате валута која што е во позадина на злато, но ова злато не мора да го пренесувате заедно со сумата на кеш секогаш кога имате трансакција. Во оваа ситуација, самата економска заедница, затоа што овие се економски членки на истата, веруваат едни на други, количината која што сите овие држави ја држат заедно, не мора да биде преместувана секогаш кога има меѓу трансакција помеѓу овие членки. Односно, што сакаме да кажеме? Во нормален начин во кој што функционира, да речем, златниот стандард, доколку, да речем, Бразил сака да продаде моментално нешто на Аргентина или да купи нешто од Аргентина, ваквата трансакција, ако имаме златна резерва, заедно со кешот кој што ќе биде даден помеѓу нив, треба да биде дадена и количината на злато. Така да ова злато треба да биде пренесено од една во друга држава поради трансакцијата која што е направена, а таа држава да пренесе назад било каков тип на суровина или услуга која што го ветила на државата која што го дава златото како куповна моќ. Така. Сега, во оваа ситуација кога веќе имате унија на која што овие држави едноставно веруваат едни на други, голема веројатност е дека златото нема да се поместува од сефовите во кои што се чува, туку само дигитално ќе биде преместувано, нели, количината на валути во оваа ситуација единици, што нема биде кеш, од една во друга држава во однос на меѓусебната трговија. Така да тоа е мојата идеја од она што досега сум видел како би требало тоа да изгледа. Нормално ќе видиме во август многу повеќе, но ова е закана за моменталниот финансиски систем. Затоа што уште од почетокот на нашите животи, не само нашите животи, туку и на животите на нашите родители, па и животите на нашите дедовци и баби, скоро и никој да не се сеќава на моментот кога практично ова долар станува, нели, официјална валута во светот, резервна валута зборуваме. Така да, значи уште во 1944 година, скоро и да не постојат луѓе кои што се живи, а биле доволно возрастни за да се сеќаваат на овој договор.
Каде е овдека проблемот? Тоа е едно од првите работи кои што мораме да разбереме. Значи, ние цел наш живот, како и нашите родители, како и нашите баби и дедовци, живееме во свет во кој што секогаш доларот бил резервна валута. Односно, никој не се ни сеќава како функционира претходно светот. Нормално го знаеме тоа од историски и од економски карактер, но во тоа време светот бил многу поинаков, не бил толку напреднат и трансферот на капитал бил многу потежок. Од двете причини се бира најстабилната, најголемата економија со најголема воена моќ, за да го обезбедува практично воспоставувањето и задржувањето на оваа резервна валута која што случува е доларот. Сега, живееме во сосема нов свет, каде што таква валута како што е доларот, колку и да е нас моментално секојдневно позната, е неприфатлива. Значи, прашање на време кога целата ќе биде целосно укинат. Но ќе стигнеме до тој дел, тоа е во вториот дел. Сега само чисто да објасниме зошто објаснуваме дека голема е веројатноста дека наскоро ќе имаме враќање на златниот стандард. Затоа што златниот стандард сосема поинаку ќе биде применет од ситуацијата во која што претходно бил применет во овој свет пред 1944 година, па и 34 кога го имаме она прво конфискување на целото злато од Америка со цел да може да се произведат повеќе банкноти. Но не навлегуваме во тоа. Оно што сакам да го кажеме дека ова се сите овие случувања кои што ќе ги кажеме се само уште една досега невидена работа од сите ние кои што живееме на оваа планета. Односно никој од нас не бил жив кога имало златен стандард. Затоа нас не ни е јасно како да живееме без инфлација. Односно воведување на златен стандард во кој што валутите кои што ќе бидат заклучени со златниот стандард ќе имаат фиксна валута и нема да може да се произведат повеќе во однос на количеството на злато кое што го имате, има нула инфлација. Што значи дека воведување на ваква златен стандард, повторно и златна валута, е буквално шахмат за моменталниот систем кој што едноставно функционира врз основа на инфлација. Знаете и сами, до сега многу пати сме го покажали, ќе го покажеме повторно. Значи, долар value, ако го запишете, едноставно запишете долар value и кога ќе отворите на слики, се извинувам. Значи, кога ќе отворите на слики, секогаш може да најдете истата слика. Значи, тоа е буквално како функционира моментално денешниот финансиски систем. Односно, богатите може да испринтаат колку сакаат пари, а вашите пари кои што вие постојано ги стискате и ги чувате под тепих, постојано се девалвираат. Односно, можеме да видиме дека во последните 100 години на практично функционирање без златна резерва, имаме целосно девалвирање на доларот, кој што е светска резервна валута и треба да биде најстабилен. Замислете каква е моментално девалвацијата на останатите валути. Тоа до сега го имам покажано многу пати, сега ќе го покажам уште еднаш. Ако се сеќавате, че ова неколку пати го имам покажано, ќе го покажам уште еднаш. Значи, после укинувањето на златна резерва, можеме да видиме дека не постои ниту една валута која што ја задржила својата вредност. Не само што не ја задржила, туку многу од нив и престанале да постојат. А оние кои што ја изгубиле толку многу, што гледате, сите најголеми валути во светот, без разлика дали е германска марка, долар, рајхмарка, фунта, еу, еврос, значи сите овие валути девалвирале до практично 1 па дури 0,1% од својата реална вредност кога биле врзани со злато. Зошто? Затоа што централните влади и банки и понатаму продолжуваат со принтење, затоа што тоа им е дозволено, затоа што тоа Америка го направила да биде нормално. Сега, воведување на златна резерва доаѓа до враќање на оваа златна линија, каде што банкнотата која што е врзана со таквата златна резерва, се додека не се принтаат нови и се директно поврзани во однос на колку злато имате, толку пари имате, без разлика дали се тоа кеш пари или се пари кои што се на сметка, автоматски немаат инфлација, имате нула инфлација на годишно ниво. Така да, живееме во време во кое што ние не знаеме што представува живот без инфлација. Вашите моментално пари кои што се во банка и добиваат 1,1,5%, вие не добивате 1,5%. Вие само губите 1,5% помалку во однос на инфлацијата која што имате на годишно ниво. Зошто го велам ова? Ако погледнеме моментално инфлацијата на годишно ниво, погледнете во 2023 средната вредност досега на инфлацијата како изгледа. 8,05% е во Америка. 6,9% во Канада. Ќе поминеме само некои од големите држави. Со исклучок на Кина која што е 2,7%. По големите држави, гледајте овде, Австралија е 6,5%, Германија 8,46%, Франција 5,8%, Англија, Исланд,
Англија има 9, Шпанија има 8,83 еве, најуспешните да ги гледаме, така? Значи, вие не добивате 1,5% во банка. Вие, уствари, наместо да сте изгубиле 8,83 во Шпанија, вие сте изгубиле 7,3. Што значи, само сте го намалиле овој, практично, ова кастрење на вашиот капитал, затоа што инфлацијата постојано расте. Сега. Значи, тоа е првата работа која што ќе мораме да видиме како би изгледала доколку оваа група на вистина направи нова валута со златна резерва, со златен стандард. Затоа што, пак ќе прашам, ако вие имате економија, ако вие сте одредена влада, освен нашата влада која што нели ќе оди до гроб со НАТО, останативе нормални, зборувам да речеме колку што може да наречеш нормална една влада, дали вие би чувале валута која што е врзана директно со златото, која што е чувано од најјаките држави во светот и на тој начин имате нула инфлација на годишно ниво, или ќе држите зелена тоалетна хартија која што во однос со тоа како ќе му текне денеска на Джером Пауел, или ќе има многу голема инфлација или ќе има малку помалка инфлација. Значи, вие размислете која би била постабилна валута за вас. Така, нормално дека секоја малку присвес влада би се свртала кон ваква потенцијална валута. Мораме да видиме дали тоа ќе биде реализирано, но тоа е едно од првите работи на кои што мораме да обрнеме големо внимание, а тоа е овој август. Значи сега дури ќе напоменам колку време прилика според мене би е потребно за овие работи се реализираат. Затоа што нова златна резерва или нова валута за златна резерва автоматски го менува целиот свет. Автоматски. Значи тоа е тоа. До денеска сте имале една ситуација во која што сте биле навикнати на зелена тоалетна хартија, од утре имате сосема нова да речем ситуација во која што голем дел од светот ќе се сврти кон таа валута и имате биполарен свет. Практично овие две полиња не тргува помеѓу себе. Тоа е најголемиот проблем. Затоа што вие гледате и сами дека или сте со доларот или не сте моментално. Така изгледа целата ситуација, но тоа ќе го разговараме во вториот дел. Следна битна работа, која што моментално се воведува, а очигледно, како да кажем, не ви се кажува дека тоа се случува, тоа е CBDC. Знаете и сами, дури во Македонија, верували или не, се зборува за CBDC. Значи, они сироти не знаат ни што значи CBDC. Како што кажеме, тоа е Central Bank Digital Currency, односно дигитална валута на Централната банка. Сега, кој е тука најголемиот проблем? На овој начин вие имате целоста централизација на финансиската моќ во рацете на една организација, без разлика дали тоа ќе биде директно владата или Централна банка или некаков си посебен тип на организација која што ќе има, да речеме, овластување од Централната банка. Битно да разберете е дека воведувањето на CBDC е неминовно, се случува крај на муавето. Дали ние сакаме или не, тоа е една работа, но битниот дел во овој видео кој што мора да го разбереме е да ги трнеме нашите предрасуди на страна и да ја согледаме ситуацијата во светот многу реално во однос на тоа што се случува. Значи, еве, прост пример, само да ви стане јасно колку се случува, а моментално ние мижиме. Ева, прост пример. Моментално во светот, значи, ако погледнеме на оваа листа овдека, на оваа линија, значи, од 100% држави во светот, со тоа што овие две мали квадратчиња се канцелирани, односно откажани и адер каде што се уште не се знае точно што право. Значи имате колку би било 97%, 96%, значи 96% од државите во светот се во некаква фаза на развој на CBDC. Каде што дури овие неактивни, тоа не значи дека не се, само запреле моментот, може би има војна, да речем, така како Украина. Сега, значи 96% од целиот свет, од државите во светот, активно развиваат CBDC, односно Central Bank Digital Currency. Со тоа што многу ретко се случува оно како во Англија да испаднат и активно да ви кажат дека вау, имаме нешто ново и многу возбудливо за вас. Ако досега имавте некоја слобода, од утре нема да имате никаква. Со тоа што пак ќе напоменам, кешот моментално вие последната слобода која што ја имате во овој финансиски свет, да ви биде јасно. Значи, златото не ви уште еднаш ќе напоменам, затоа што во било кое време може, како овој идиот моментално, да подпише со пенкалцето и да дојдат до полиција и да ви кажат, ако може ќе ве замолам, златото во количкава треба да го пренесеме во Централната банка. Така да, златото не ви излез, кешот моментално ви излез, но и тоа наскоро ќе ви го укинат. Зошто го велам тоа? Затоа што CBDC, нема логика да постои CBDC, а вие да имате кеш, се разбираме? Иако моментално има многу борби, гледаме некои последователни, како Флорида, имаше уште една држава, сега не знам, Индијана, мислам дека е во Америка, кои што активно направија закон за бан на CBDC, прашање на време кога ќе се воведе. Значи, CBDC е влажен сон на секоја влада во светот, тоа да ви биде јасно.
CBDC е оружје, тоа не е финансиски систем, тоа е оружје со кое што директно ќе може било кој граѓанин да го буквално да го контролира. Значи ќе му кажете и каде да купува, и колку да купува, и кога да купува, и до кога му важат парите. Но сега нели, нема да разговараме за тоа, за CBDC има посебно видео кој што исто така може да погледнете на нашиот канал. Сега само сакам да ви кажам дека CBDC е втората реалност на која што ќе мора да се навикнеме. Нема дали сакаме или не сакаме, се случува. Значи тоа е реалноста, со тоа што можеме да видиме дека најголемите економии го водат овој момент. Значи Кина, иако овдека пишува пилот, можеме да видиме дека сите зелени моментално се пилот. Не е пилот. Кина активно користи и тоа дури има градови во кои што целата администрација, нели, гледавме некои вести, активно зима плата во CBDC, односно тоа е бројчење на екран. Значи ние ве учиме сите вас дека не може да верувате на Binance или на Kraken или на не знам кој Coinbase, затоа што ако не ги држите своите средства во ваши раце, тоа не се ваши средства. Not your keys, not your crypto. Ова е ultimate case, значи нема по-страшен и по-тежок случај на not your keys, not your crypto или not your keys, not your capital од CBDC. Затоа што ова е само бројче на екранот. И владата ви кажува каде и што смеете да купите. Во спротивно ќе ви го заклучи новчаникот. Сега, Кина, пилот фаза, не, активен, можам да ви кажам, проверете и сами. Казахстан, Русија, пилот фаза, Австралија, Индија, овдека е Саудиска Арабија, нормално Иран. Значи, само во овие држави кои што моментално ви ги кажав, имате заедно прилика пола од населението во светот. Дополнително можеме да видиме дека во development, односно развој се Америка, која што не сака наводно CBDC, но CBDC во Америка представува FedNow. Ќе поразговараме малку подоцна за тоа. Австралија, Канада, цела Европска унија со оглед на фактот дека веќе активно се работи на дигитално евро. Значи, гледате, најголемите центри во светот сакале не или не се или во развојна фаза или веќе го применуваат, само што применувањето не е на сега, еве на пример, секој од Македонија би рекол, како го применуваат, ја немам ни видено такво нешто. Да, затоа што пилот фазата представува земање на одредена група на компании, луѓе, кои што треба да трансактираат еден со друг со цел да се види како функционира и дали истиот може да опстои, да функционира. Така да поради оваа причина моментално не сте го виделе тоа во директна примена. Прашајте ги моментално во Нигерија дали не го виделе директна примена. Со тоа што знаете и сами во Нигерија моменталната ситуација каде што банката, ова е моментот што ви го кажував, со Нигерија се потврди дека едноставно централните банки им кажаа од утре имате целосни рестрикции од типот на може да извадите на пример од банкомат 200 денара на ден. Се разбираме? Може ли да функционирате со 200 денара? Не. Повремено сите оние средства кои што им беа на банкарска сметка само ги преместија на CBDC, кои што моментално ги имаат, и кога и покрај тоа нели населението во Нигерија не го прифати овој проект, приде ако уште по катастрофална нели политика која што очигледно успеа, а тоа е ги променуваме банкнотите. Значи вие се обидувате да ги укинете, но кажувате, знаете како, старите банкноти не важат, мора да ги донесете во банка и да речем имате нови банкноти да ги заменете, мора да ги замените да речем за месец дена од сега, доколку не, тие веќе не важат, нема да имате никаква важност. Одите во банка, значи ево што се случуваше, јас го гледав ова на вестите. Одите во банка, ги носите вашите кеш валути, така, затоа што нели, поентата е не сакате ни по точка разум државата да контролира. Ги носите вашите кеш пари и банката ви вели вака: ние ги зимаме вашите кеш пари, но немаме да ви дадеме затоа што нас државата не ни доставила банкноти. Автоматски вас ви достанува само една единствена опција, а тоа е да ги ставите вашите пари на сметка, што автоматски ги прави CBDC. Разбирате што сакам да ви кажам? Значи нема бегање. Овој момент доаѓа, можеме само да се залажуваме, CBDC е реалност. Така да сакале ни или не, CBDC ќе стане реалност порано или подоцна. Останува да видиме кога, но тоа е една од оние работи кои што исто така мораме да ги земеме во предвид за што понатаму очекуваме од целиот економски финансиски систем. Овдека доаѓа ситуацијата каде што крипто, не злато, не нафта, не челик, не јаглен, туку крипто е единствениот моментален излез кој што на некој начин може да го заштити вашиот капитал. Зошто? Погледнете го видеото, исто и ова, значи може да го најдете многу лесно нашиот капитал, каде што споредивме недвижнини, злато и крипто како потенцијално средство со кое што ќе може нели да го зачувате вашиот капитал или и да го унапредите. Каде е овдека проблемот? Значи само една работа ќе ви кажам во оваа ситуација. Се што физички поседувате во овој свет може да ви биде конфискувано.
но не и криптовалутите. Зошто? Затоа што криптовалутите не ги поседувате физички. Вие ги поседувате на леџер. И клучевите до таквиот леџер ги поседувате само вие. Затоа уште еднаш ќе напоменам. Криптото како платежно средство моментално и како капитално зачувување на вашиот генерален капитал, барем според мене, ако има некои подобри опции, ќе ве замолам, запишете, јас би сакал да ги знам, е единствениот начин на кој што би избегнале државна конфискација на вашиот капитал. Значи моментално е прост пример, значи само да ви го покажам, е доста интересно. Значи самиот Мика моментално инхерентно во самиот закон стои дека за секоја трансакција ќе биде потребно да имате идентификација. Вака сега, значи да се разбереме. Тука е моментот кај што многу се смеев, некој буквално добро го запишал. Очигледно ЕУ стварно не знае како крипто функционира. Да, толку имам трансакции од централна менувачница и децентрализирана, можеби ќе може да ме натерате. Но не може да ме натерате ако јас ги имам овие, значи средства на мој личен леџер или мој личен што и да е трезор или пал и ги трансактирам на било кој друг што се и до мене. Како ќе ми побарат идентификација? Понатаму ќе се обиде тоа да го направат. Но тоа не го верувам фактот дека оние кои што купиле сега имаат свој wallet, едноставно ги имаат тие средства веќе на страна, се разбираме. А дали ќе успеат да ме принудат или не, останува да видиме. Но сега тоа е единствениот начин кој што јас моментално го гледам во светов, каде што државата едноставно не може да ви конфискува средствата. Значи дури да ви пука во глава, ако вие имате некој ливче закопано во некоја нива, не може да ви го најдат, се разбираме. Значи уште еднаш ќе напоменам. Сега за сега, крипто е единствената актуелна валута, односно капитално средство, кое што не може да дојдат да ви го конфискуваат доколку вие доброволно не ги дадете клучевите до вашето крипто. Се разбираме? Така да уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, сега за сега друго такво средство не постои. Злато, дом, што и да е, некој ќе дојде и ќе ви го земе со присила. Крај на мојот. Така да уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, ова е една од главните работи кои што јас мислам дека понатаму ќе ни помогне барем делумно да се оградиме од ваквото, нели, робство кое што ни го спрема. Сега, да поминеме на следниот дел кој што е исто така многу битен. Регулатива на новиот финансиски систем. Зошто го велам ова? Значи, моментално сме во активна фаза на регулирање на нов финансиски систем. Иако тоа активно нас не ни се кажува. Зошто го велам ова? Без разлика дали станува збор за CBDC или за крипто, ние гледаме со своји очи како моментално имаме буквално надпревар за тоа дали ќе се легализира побрзо крипто или ќе се легализира побрзо CBDC, кој ќе почне да работи побрзо, која технологија ќе биде подобра, се разбира, го гледаме со своји очи. Зошто го гледам ова? Значи вие прво за CBDC може да видите дека моментално имаме активно развивање на истото на целиот свет. Во спротивно, истото можеме да го видиме и со регулатива на крипто. Значи ова и двете се практично истата страна, за жал ова е НАТО страна, Atlantic Council, значи истата страна води моментално и тракинг на Central Bank Digital Currency и тракинг на криптокаренси регулатива. Со тоа што гледаме дека моментално активно имаме регулатива во поголемиот дел од светот. Дури ако не е поголемиот дел од светот, верувам дека регулатива во Конго не е битна. Така. Значи поголемиот дел од развиените центри во светот кои што моментално ни се битни, имаат регулатива, ваков или таков начин. Со тоа што имаме регулативи кои што имаат легално, значи каде што имаме целосно користење на валутите, имаме регулативи каде што имаме partial или general ban, односно или целосно се банирани или делумно се банирани. Со тоа што кога би ги додале во оваа ситуација легалните и кога би ги додале partial ban, ние практично повторгуваме целиот свет, се разбираме. Дури да има partial ban, тоа не го менува фактот дека активно имаме регулатива и користење на криптовалути во сите овие држави. Сега, зошто е ова битно? Затоа што се уште не е ова стапено во сила целосно, се разбираме. Значи, ретки се оние држави кои што имаат исклучиво добра регулатива и применлива регулатива. Од типот на во ситуација нели ЕУ која што се уште не е почнала, не века земеме на пример, за пример, Јапонија има добра регулатива која што моментално функционира, истата ситуација можеме да кажеме за Јужна Кореја и наскоро истото ќе биде и со Обединетото кралство и т.н. нормално и арапските држави. Не ги заборавајте, тоа е еден нов, многу јак центар кој што се занимава со адаптација на криптовалутите. Сега, битно е затоа што ние се уште не сме успеале да ја спроведеме. И уште еднаш ќе напоменам, оние кои што се полого во крипто знаат точно што зборувам. Сега јас можам да зборувам од 2017 наам. Значи 2017-2018, кога имавме прв да речеме стварно на страшен блоу топ по 20.000 на биткоин. Никој не спомнуваше регулатива, се уште го сметаа ова за
криминално дејство за перење на пари, се разбираме. 2021 истата ситуација, може би се спомнуваше, но никој активно не зборуваше за потенцијален развој. Сега моментално имаме регулатива по големиот дел од светот. Се разбираме. Иако може би истата не е целосно, не е целосно направена како што треба, се уште има очигледно многу аспекти кои што треба да бидат доработени, но тоа не го менува фактот дека се наоѓаме еден чекор пред глобална регулатива. И уште еднаш ќе напоменам, зошто сега? Значи, Мика моментално го донесува како закон, а стапува на сила во јули наредна година. Зошто јули 2024? Затоа што биткоин халвингот ќе биде во април 2024. Моментално истата ситуација се случува и со Англија. Значи Англија, целото Обединето кралство, моментално работи активно на регулатива. Зошто? Затоа што, значи, ваквата регулатива сега треба да се направи, за да може да стапи во сила, за да може веќе да почне ефективно да регулира, кога ќе имаме следен бул маркет. Зошто сега? Истата ситуација можеме да видиме и во Хонг Конг. Значи, ова не е коинциденција што ни сега го прават. Тоа што јас постојано ја кажувам, не ги гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Зошто сега регулатива? Зошто сега има борба за регулатива во Америка, каде што CFTC се бори против SEC, кој да го превземе криптосекторот? Во Хонг Конг на 1 јуни годинава започнува официјално нетргување. Туку SEC на Хонг Конг, односно Комисијата за хартија од вредност на Хонг Конг, ќе почне да прифаќа предлози, односно апликации од централизирани и децентрализирани менувачници за да почнат да работат на територија на Хонг Конг, односно за сите граѓани на Кина. Сега, зошто на 1 јуни? Значи, нив ќе им биде потребно време да ги разгледаат сите тие апликации, иако веќе има 150 апликации кои што чекаат да почне овој момент. Па да ги прифатат. Па дури после овие институции, да речем во ситуација на централизирани и децентрализирани менувачници да почнат да работат, и дури тогаш да почнат да ги отворат вратите и да почнат да тргуваат со криптовалути. Тоа треба време. А сето тоа се прави буквално една година пред халвингот на биткоин. Зошто? Затоа што сите овие држави веќе виделе што се случува после халвингот на биткоин. Значи не може да биде поочигледно. Повторно, дали ќе се повтори истото, останува да го видиме заедно. Но не гледам зошто не би верувале дека ќе се повтори кога досега 3 пати поред имаме blow off top bull market веднаш после халвингот на биткоин. Така. Значи ова не е случајно. Државите ништо не прават случајно. Да се разбереме. Само што тоа нема да го кажат активно вас. Значи уште еднаш ќе напоменам. Сите овие богати глави во светот сакаат прво да акумулираат, па да ви продадат вас по нивна цена, да ви биде јасно. Затоа е целата оваа ситуација. Така да, регулативата на новиот финансиски систем ќе биде сосема поинаква од сето оно што сме го виделе до сега. Се разбираме? Сега, дополнително овде ќе имаме уште некои битни работи. Значи крипто прифаќање на глобален план, ова е тоа. Значи ова што гледате на оваа слика моментално е крипто прифаќање на глобален план. Тоа што ние постојано го кажуваме, доколку го запишете Crypto Owners Globally. Ќе најдете истата страна која што јас ја имам и ќе видите дека моментално постојат само околу 4%, значи околу 4% од целокупното население во светот кои што поседуваат, 4,2% кои што поседуваат или поседувале крипто. Значи ние се наоѓаме пред почетокот на масовна адаптација во светот. Тоа ја постојано го кажувам. Тоа е една од главните работи кои што мораме да ги забележиме во криптосекторот. Ние се наоѓаме на самиот почеток. Не сте касно, иако имало трибул маркети, воопште не сте касно. Значи 4% од целокупното население само поседува крипто. Така да, ваквата регулатива ќе го забрза тоа во суперсонична брзина. Затоа што легално е. Сега веќе имате легален начин на кој што во државата ви се дозволува да го поседувате и да го користите. Така, значи за замена за други капитални добра. Сега, каде е овде најголемиот проблем кој што јас очигледно мислам дека ги слуши многу наскоро? Тоа е, ќе дојде ситуација во која што ќе им биде потребна криза од економски аспект, значи од економски карактер, за да може да го спроднат CBDC моментот. Значи CBDC никој со здрав разум кој што знае што представува CBDC не би прифатил. Значи не постои начин тоа да го прифатите, се разбираме. Сите овие пилот програми се небитни до моментот кога конечно нема да почнат да се користат на секојдневна основа. Така, кога ќе отидете во не знам локал, сега не зборам во метрополата. Не, гледаме во Македонија. Кога ќе отидете моментално да речеме во Голозинци и во локалната продавничка ќе купите со CBDC, тогаш значи дека CBDC навистина почнал да биде користен на цела територија, односно да биде
за целата држава активен. Тогаш, значи, пред тоа ништо не може да биде, значи, до тој степен. Така, сега, како ќе предизвикате една држава да го прифати ова на брз момент, значи веднаш да го прифати тоа? Глобална криза. Зошто го велам ова? Погледнете, јас верувам дека COVID, ма кој сака нека каже што сака. COVID беше буквално тест момент да се види колку глобалната популација во светот е истренирана, кога овие 1% елита ќе кажат скокај, та ние скокаме. Се разбираме? Значи буквално тоа беше една обична тест фаза која што помина. Ја верувам дека они се презадоволни од таа фаза, затоа што успеа целиот свет да го вакцинираат како да сме обична стока. Значи исплаше ги, се ќе прифатат. Ето тоа моментално верувам дека се спрема, но нели, не можам да шпекулирам затоа што сега моментално многу луѓе ќе почнат да мислат, тоа е сега теорија на заговор. Само вака ќе ве прашам. Ви ставија забрана на се што е човечки ненормално во нормални услови, додека не отиде да се вакцинирате. Се разбираме? Дали е тоа научно оправдано или не зборувам. Значи сега нема потреба да аргументираме дали е тоа научно одобрено или не. Ви ставија забрана да отидете да си купите основни продукти за јадење додека не се вакцинирате. Што значи, ако не се вакцинираш, си оставен да умреш. Се разбираме? Ако тоа ви го направија, значи истата ситуација може да очекувате кога ќе се обидат на глобално ниво да направат CBDC. А тоа следува. Значи моментално се наоѓаме во пилот фази. Кога ќе поминат овие пилот фази, ќе се случи, претпоставам, некаков тип на креирана очигледно, како што на пример се најавува оваа рецесија наскоро, каде што многу едноставно, кажи им на луѓето, ако не прифатите CBDC, тогаш инфлацијата ќе победи, ќе има многу невработеност, ќе нема пари, така да болje прифатите CBDC и ние ќе можеме инфлацијата вака да коригираме. Верувајте ми, така ќе биде, но нели ајде, да не шпекулираме. Значи верувам дека тоа наскоро ќе се случи, но тоа е уште една многу битна работа која што јас се очекувам, а тоа е криза која што ќе го направи целиот свет да прифати CBDC како да е нормално. Исто како чипувањето. Значи верувам. Но останува да видиме, верувам дека тоа е едно од случувањето кој што ќе го преживееме многу наскоро. Сега. Уште една битна работа пред да продолжиме, која што е многу битна, укинување на банкарскиот сектор. Зошто го велам ова? Значи јас верувам дека или ќе се укине банкарскиот сектор како што ни е познат денеска, или ќе биде целосно променет, нема да можеме ниту да го препознаеме. Значи она стандардна што ја знаат и нашите прадедовци, си стоиш пред банката, чекаш да си земеш пензијата, да си платиш сметки, нема да постои веќе, се разбереме. Оние, како да кажам, филијали на банки на секој чекор нема да постои. Зошто го велам ова? CBDC и крипто моментално се толку добри што сите овие филијали, целата таа администрација која што е ненормална во банките, ја буквално ја прават, значи ја анулира. Значи е сосема непотребно. Вие немате никаква потреба од човек кога имате соодветно направена страна или апликација каде што директно може да користите CBDC или крипто за плаќање или за било каков тип на трансфер на капитал. Да се разбереме. Така да, моментално тоа е дел од оваа криза која што очекувам, а тоа е капитулацијата на малите банки. Затоа имам оваа листа која што постојано ја следам. Ова не верувам дека ќе биде ограничено на Америка, ова ќе биде на глобален план, но моментално Америка го покажува тоа најдобро. Зошто? Кога и самите политичари во Америка од типот на Дженет Јелен, Дженет Јелен испаја пред една недела и кажува активно на сите дека потребни се повеќе мрџерс, односно спојување на банките, затоа што вака банкарскиот сектор не може да обстане. Да, значи прво, зошто е тоа така? Затоа што, пак ќе кажам, CBDC и крипто ги прават банките непотребни, посебно овие мали банки. Второ, не заборавајте дека CBDC како таков многу полесно ќе биде значи, и функционален и интегриран во едно општество ако имате помалку банки. Значи, со оглед на фактот дека повторно на крајот од денот банките ќе бидат тие кои што го спроведуваат FedNow, можеби и директно со Централната банка, но едноставно не може да ги исклучите сите банки. Она што го гледам, кој што очигледно се случува и ни го кажуваат во фаца, само треба да бидеме доволно паметни да го видиме. Значи, они активно ни кажуваат дека овој момент кај што имаме ние 3000 банки во една држава е неприфатлив. Затоа што многу полесно можете вие да примените одредена нова политика, или закон, или забрана, или ограничување, ако имате 3 банки, во кои што сите имаат сметка.
Многу потешко ќе биде тоа ако треба да го правите на 3000 банки, кои што сите имаат различни сектори, различни сегменти, места на функционирање, нели некои се глобални, некои се државни, некои се селски, така. Значи, поради ова не само сега пак, значи не зборам само за банките, ја верувам дека истото ќе се случува што моментално го гледаме на дневно ниво и со компаниите. Значи и банкарскиот и компаниите зборуваме како правни лица, така. Ќе дојде до уситнување, односно на некој начин ќе дојде до консолидирање како на банкарскиот сектор, така и на компаниите. Односно и сами сте свесни дека скоро и да не постојат оние мали колонијалчиња кои што ги имавме додека бевме мали, кај мене малото беше полно со нив. Кај што можеш да купиш некои основни продукти и тоа беа држани најчесто од луѓе кои што се нели твои комшии, такво нешто не постои денес. Се е поседувано од поголеми маркети кои што се или светски или државни, така. Значи и тоа е уште еден сегмент на она што постојано го кажувам. Значи CBDC ќе биде многу полесно применето ако имате само одреден број на корпорации или одреден број на банки во светот. Значи многу едноставно. Тоа се големи играчи кои што се работуваат со вас во однос на примената на CBDC. И едноставно е да им кажете сите своји работници моментално, сега да речеме Apple или Amazon, кој што е најголем работодавач во светот, значи многу едноставно може да ги интегрирате во CBDC ако Amazon ви каже, знаете што, или CBDC или надвор од работа. Се разбираме? Многу едноставно е. А што ќе правите ако имате 20 корпорации во светот кои што ви кажуваат истото? CBDC или нема друго, тоа е. Истата ситуација и со банките. Што ќе правите ако немате друг провайдер на услуги, освен оној кој што моментално е директно ангажиран во CBDC. Така да верувам дека ќе настане криза која што моментално очигледно се спрема со сета оваа инфлација и сето она што гледаме, која што ќе доведе до пропаѓање на се што е мало. Сите мали компании, мали банки, иако можеби тоа нема да биде утре, но може да се случи многу едноставно оваа неконтролирана инфлација во светот да доведе до слична криза на 2007-2008 година, која што ќе доведе до буквално ово што го кажувам. А тогаш ќе дојдат нели муриканците на бел кон и нели сето ова што моментално го прават за крипто да биде неприфатливо во Америка, да го донесат со FedNow, ете централната банка сега ќе ве спаси од банкарите кои што се лакоми, кои што нели сакаат да ви ги земат парите, не сакаат ништо да поседувате. Значи FedNow, централната банка ќе ве спаси, CBDC е одговор. Така да бидете препазливи, тоа е едно од случаите кои што јас очекувам да ги случи наскоро и ќе направи CBDC да биде као, па добро, тоа е нели следното скалило на еволуција, да не спаси, нели, затоа што досега истите овие будали гериатрија направија целиот овој економски систем целосно да колабира и да не заборавиме целосна девалвација на сите валути кои што досега биле направени. За сега да ни понудат следно решение во кое што и целосна контрола наспроти тоа ќе имаат и ќе може да принтаат што сакаат и кога сакаат. Така да верувам дека тоа е едно од најстрашните случувања кои што моментално ни се случува, затоа и толку го потенцирам, но тоа дополнително ќе биде донесено со криза и со десеткување на приватниот и банкарскиот сектор. Укинување на доларот како светска резервна валута. Зошто го велам ова? Значи прво моментално гледаме дека целиот свет се двои на два центри на моќ. Сакале ни или не, БРИКС и НАТО се моментално двата центри на моќ кои што едноставно функционираат во светот. Сакале ни или не, тоа е реалност. Сега, и во едната и во другата ситуација, и во CBDC, и во оваа моментално глобален напревар за моќ и резервна валута, крипто може да биде доста, да речем, неутрална територија во која што можеме да најдеме на некој начин спас од целата оваа ситуација, затоа што вие не знаете кој ќе победи. Зошто го велам ова? Значи, местото на златото, биткоин и крипто секторот во ситуацијата. Реално е дека се случува. Дедоларизација се случува, вие сакале или не. Значи, моментално, прост пример, ова е само пред неколку дена, значи, моментално постојат огромни економии во светот кои што активно се откажуваат од долар. Неколку. Кина, Русија, Бразил, Индија, добро, овие се основните од БРИКС, тоа е очекувано. АСЕАН, тоа е уствари сојузот на Филипините, Индонезија, потоа имаме во оваа ситуација Лаос, Камбоџа, Сингапур, можеби некои ги промашувам овдека, но како и да е, тоа се многу голема бројка на држави. Кенија, Саудиска Арабија, која што до сега е причината поради која што постои доларот. Значи, знаете и сами дека во 70-тите, многу пати сме го кажали на каналот, ќе го покажеме повторно, значи доларот нема никаква вредност, представува тоалетна хартија во боја.
Со тоа што единствена моќ до сега доларот ја има, поради тоа што има склучено договор со Саудиска Арабија како главниот лидерот на ОПЕК и најголемиот производител на нафта, да доларот биде глобална валута во трговија за нафтени деривати. Што значи дека затоа и се нарекува петродолар, односно доларот да биде исклучиво користен во било која ситуација каде што се купува и продава нафта. Сега, со ваквото излегување на Саудиска Арабија од таквиот договор, автоматски доларот веќе на вистина нема никаква вредност. Затоа и кажувам дека дедоларизацијата и Америка ќе ја сака. Моментално доларот нема никаква вредност. Со оглед на фактот дека моментално имате огромни економии кои што прават враќање на долар. А вие имате 60% од сите долари кои што биле произведени моментално во светот надвор од Америка. Замислете кога тие долари ќе се вратат назад во Америка затоа што веќе не се користат. Имате масовна инфлација. Затоа што имате огромна количина на пари кои што светот ви ги враќа, не му се потребни, а во Америка предизвикуваат преголем обрт на пари кои што нормално донесува уште поголема инфлација. Така да и Америка самата ќе сака да настане дедоларизација и верувам дека и они истото сега моментално очигледно го планираат. FedNow е резервен план на укинување на кеш. Така да, дополнително имаме и видовме дека само пред 2 дена Ирак целосно банираше користење на долари, Иран очигледно истото го применува, Обединетите арапски емирати, значи арапите, арапскиот полуостров кој што е најголем коалиционен партнер на Америка, не знам, во последние 4-5 декади, моментално се откажува активно од долар. Сакале ви или не, тоа се случува. Дали ќе биде утре, за 1 година или за 5, прашање на време е кога доларот ќе престане да биде резервна валута. Сега, ваквиот напредок во однос на креирање на златна валута, што и да е. Значи сега не разговараме за тоа кој е потенцијалното решение кој ќе го креира. Разговараме на оној вакуум кој што ќе настапи во моментот кога оваа борба ќе се реализира, а тоа е во август оваа година, каде што ќе имате се поголемо поларизирање на светот. Ова не е ладна војна, ова е замрзната војна. Зошто го велам ова? Ладната војна била со европска граница. Ова ќе биде со глобална граница, затоа што вие овдека веќе настапувате на цел свет. Значи не е ова толку едноставно како СССР и државите на Западна Европа. Така да, поради оваа ситуација, вие не можете да бидете сигурни кој ќе победи. Без разлика на која страна сме, дали ги сакате БРИКС или НАТО, ваш проблем. Поентата е што се ствара вакуум во кој што, значи било кој што има било каков капитал мора да одлучи дали ќе чувам долари или ќе земам нова валута што и да е. Или третата опција, која што ја пак е наречам во буквално Југославија во целата ситуација, значи ќе имате злато, ќе имате биткоин или ќе имате некаква друга криптовалута која што верувам дека кога ќе настапи овој хаос кој што моментално се спрема од типот на која ќе биде следна светска валута, резервна, затоа што на крајот едно повторно мора да има резервна валута, без разлика дали ќе биде CBDC, долар, златна резерва, што и да е. Мораме да имаме резервна валута. Едноставно не може секоја држава со секоја друга држава да тргува во сопствената валута. Тоа е, значи, не е одржливо, значи едноставно неприфатливо е. Така да поради оваа причина ќе настапи наскоро, многу наскоро, тоа ќе биде моментално што го гледаме, така во наредниве година две. Буквално надпревар за тоа која ќе биде следната светска валута. И јас, барем според мен, тоа е не е финансиски совет, ништо од ова што го кажувам, ова е само некоја моја анализа. Верувам дека држење на биткоин, држење на крипто, држење на злато, кое што се моментално на некој начин safe haven од ваквата борба, ќе биде едно од клучните работи кои што ќе ви помогнат во одржување на вашиот капитал, а верувам изголемување. Зошто? Затоа што значи, вие би правеле волку регулатива за крипто и биткоин, ако не планирате да го користите. Повторно, сето ова се брза пред следниот биткоин циклус очигледно, а нормално се брза и пред ваквата очигледна борба која што наскоро ќе настапи за тоа дали ќе биде доларот, дали ќе биде нешто друго. Така да пак ќе напоменам ја, ако светот и понатаму немал намера ниту да размислува, ниту да користи криптовалутите, немаше да го имаме ова. Каде што имаме легални или парцијално банирани користење на криптовалути во светот. Че ова не се малку точки. Значи ова се најголемите економии во светот. Што тоа што дополнително гледаме како Кина моментално преку Хонг Конг го реализира тоа. Гледаме како сите арапски земји моментално не можам да разберам зашто овдека нема точки, кога сите арапски земји моментално имаат легално користење на крипто, луѓето бегаат во Обединетите арапски емирати поради таа причина. Најголемиот канал, знаете и сами, значи Coinbiro се пресели од Англија во Обединетите арапски емирати со оваква причина. Затоа што таму е легално и се користи.
со тоа што да не забораваме дека, нели, како и секогаш муслиманите се специјален случај, се нарекува халал крипто. Значи само халал крипто кое што не се користи во коцкање или кое што не е меме коини е легално, но морав да ви го кажем, мене ми е многу смешно. Значи само халал крипто се прифаќа во ваквите држави. Така. Иако е тоа добро, значи на тој начин ги елиминират сите оние непотребни меме и нели коини кои што се за коцкање и слично, но е интересно што нели имате халал и арам крипто. Така. Сега, значи затоа уште еднаш ќе напоменам. Држење злато, држење биткоин, држење на било кој тип на ваков тип на цврста материја ќе ви помогне нормално и дигиталната во случајот биткоин и криптовалути да го зачувате вашиот капитал. Со тоа што пак ќе напоменам, не знаете како оваа борба ќе се одвива. Може да се случи ситуација во која што НАТО почнува да губи, па вели, знаете што? Ќе го конфискуваме целото злато од од граѓаните. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи овдека пак се враќаме на онаа ситуација за тоа дали може да ви биде одземено или не. Така да имајте го тоа секогаш на ум. Влез на капитал во крипто од досега неочекувани центри: Хонг Конг, Арапскиот полуостров, ЕУ, Англија и слично. Зошто го велам ова? Досега знаете и сами дека лидер во крипто во секој бул циклус била Америка. За жал, тоа е реалноста, но тоа не го менува фактот дека Америка досега и била постојано лидер во целиот економски свет. Така, значи знаете и сами дека за жал најголемиот дел од капиталните трансакции се случува во Америка. Сега, тоа очигледно се децентрализира. Значи гледате дека веќе Америка не представува тој центар кој што може би бил пред неколку декади. Значи тоа е уште една промена на која што ќе мора да се научиме. Uncle Sam заборавете. Може би ќе биде мокен, но тоа не го менува фактот дека не е најмокен. Така да сите овие досегашни случувања за кои што разговаравме, дедоларизација, губење на банкарскиот сектор, очигледно кој што веќе нема да биде ниту битен, па верувам дека нема нешто посебно да постои во иднина. Дополнително ги имате нели CBDC и сето останато, представува децентрализирање на моменталната моќ која што досега била целосно фокусирана во Америка. Затоа знаеме дека и најголемите ICO, најголемите проекти се е базирано во Америка. Сега, нивниот идиотизам и сек кој што моментално прави децентрализација доведе до оваа ситуација што јас постојано ви ја напоменувам, оние кои што гледаат нашиот канал знаат дека јас постојано зборувам за ова. Овие морони за нивното воведување на FedNow и моменталниот choke point 2.0 со кој што SEC и владата и DOJ прават целосна децентрализација со тоа што направија да сите крипто проекти во Америка не можат да обезбедат за себе банкарски услуги. На тој начин, кога вие ти ги отсечете од банкарските услуги, они едноставно се огладнети за капитал. Значи, немате начин како да ставите или извадите капитал од овие менувачици кои што моментално се буквално изгладнувани во Америка. Очигледно е дека ќе замине. Значи, најголемата менувачица која што е најрегулирана во Америка, Coinbase, веќе зема лиценца за Бермудските острови. И моментално бара други лиценци за развој во други држави. Да не заборавиме Ripple, да не заборавиме останати проекти кои што одамна се преселија поради оваа причина. Поради тој момент, ова ќе биде прв биткоин циклус кој што не верувам, значи не само јас туку и останати аналитичари, дека ќе почне од Америка. И ако го има во Америка, ќе биде во ограничена количина за разлика од досега. Значи досега знаете и сами дека се било централизирано во претходните 2, па дури ќе кажам и 3 биткоин циклуси. Сега моментално очекуваме истојот да почне од Хонг Конг со неговото легализирање 1 јуни, Арапскиот полуостров со тоа што можеме да видиме дека Арапскиот полуостров на вистина, значи легализирањето знаете сами од 1 јуни, што веќе го спомнуваме многу пати. Арапскиот полуостров затоа што моментално сега од каде потекнува ова толку голема адаптација во Арапскиот полуостров? Значи, гледате дека Арапскиот полуостров моментално, нормално со Саудитска Арабија на чел, се обидува да биде технолошки џин во светот. Не само за крипто, за се. Зошто е тоа така? Значи, ако сте запознаени со основните правила во економија во светот, знаете дека технологијата сама по себе постојано се надградува. Така? Значи, ресурсот кој што моментално е најбогат и најзастапен во целиот Арапски полуостров е нафтени деривати. Моментално имате свет во кој што се обидуваме да се ослободиме од користење на нафтени деривати. Така, што на сите овие држави има јасно. Што значи дека наскоро, гледате, има планови од типот на 2030 карбон неутрал, 2050 карбон неутрал. Тоа значи не користење на нафта. Што ќе прави Саудитска Арабија ако нема нафта? Што ќе прода? Песок. Значи тоа е единствениот ресурс кој што го има за продажба, така. Сега, колку паметно направено. Они моментално ја користат својата моќ, која што има поради оваа нафта, која што се уште е актуелна,
не за долго очигледно, да абсорбираат и прифатат се што представува технологија, затоа што се свесни дека технологијата го врти светот. Они моментално не прават адаптација само на криптосекторот, прават адаптација на се што представува технологија, затоа и прават вакви огромни градови како оној град кој што ќе биде ѕид, значи огромна долга линија на еден ѕид. Моментално прават еден куп такви ненормални проекти кои што се реално само таму изводливи затоа што има огромен капитал. Сега, користењето на ваков капитал, за да престигнете пред останатиот дел од светот, да бидете криптохаб, теххаб, ќе ви даде практично да прескокнете, кога ќе снемате главниот ресурс кој што го продавате на светот, да имате нешто да се попрете. Во оваа ситуација крипто, технологија, така да, уште еднаш ќе напоменам. Ова е нормален, на некој начин, еволуционен скок на арапите, кои што паметно го смислиле сето ова, каде што прифаќањето на крипто е само нивно визионерство, они гледаат дека крипто е тоа што моментално доаѓа и не си оди. Така да прифаќањето на крипто од Обединетите Арапски Емирати, од Саудитска Арабија, Катар, Оман, сите овие држави е само покажување на остатокот од светот дека они се уверени во успехот на крипто. Затоа верувам дека и Арапскиот полуостров ќе биде еден од оние огромни центри кој што ќе биде следен криптохаб кој што ќе помогне во следните бул циклуси, не само следниот, па и понатаму. Европска унија, знаете и сами, има моментално најприфатлива и на некој начин глобална регулатива која што треба да го направи крипто секторот легален во целата Европска унија. Веќе многу пати сме разговарале за тоа, имаме и посебно видео кое што може да го најдете само ако запишете Мика. Со тоа што гледаме дека буквално на овој начин се обидуваат да регулираат и превземат она што моментално Америка го брка. Да биде реално, че ова е напревар за пазар. Моментално она што го гледате веќе не е само регулатива, туку е напревар за пазар. Они ги привлекуваат големите проекти да избегаат од Америка, која што моментално се уште представува финансиски систем, финансиски центар, да дојдат во Европската унија, затоа што има подобри правила, со цел да го донесат својот капитал. Затоа што знаете дека крипто е следниот сектор. Пак ќе кажам, не гледате што ви кажуваат, гледате што прават. Ова се премногу докази за луѓето едноставно да замислат и да кажат да нема врска ова крипто, нема да успее. Но нели, секој одлучува за себе. И Обединетото кралство моментално има многу про крипто, да речам, насочена и влада и политика. Со тоа што моментално прават грешка, но тоа е нивна работа, не можам да се меша, никој не може да се меша таму нормално. Моментално се движат кон ситуација во која што се обидуваат да го регулираат крипто како коцкање. Вака или така ќе биде регулирано, се разбираме. Значи се е полошо од тоа да нема регулатива. Се разбираме. Значи дури на некој начин некогаш и банирањето е подобро, затоа што ако не е банирано, тогаш не знаете, смеете да го имате, не смеете да го имате, плакате данок, не плакате данок. Така да дури ако е регулирано како коцкање, ќе биде регулирано. Значи никој не ви забранува да играте покер, влегувате во казино и играте покер. Така, дали сакате да изгубите $20 или 20 милиона, тоа е ваша работа. Истата ситуација и со крипто. Значи ваквото регулирање, без разлика дали е коцкање или не, е регулатива. Што значи дека ќе го легализира и ќе го дозволи на целата територија на Обединетото кралство. А кога вакви големи економии почнуваат да легализираат Хонг-Конг, Арапскиот полуостров, Европската унија, Британија, автоматски имате помали држави кои што веднаш ќе го следат тоа. Затоа што ако не го следите моментално, нели, целиот овој сегмент како се тоа се движи, едноставно ќе заостанете. Сега во однос на следење, само уште една работа која што ја заборавивме, која што сакам да ја напоменам. Значи, консолидирањето на банкарскиот сектор и неизбежноста на АЕС 2022, кој што треба да биде регулатива која што на некој начин ова е само за банкарскиот сектор и за глобалните трансакции едни помеѓу други. Значи, ако не е доволно тоа што имате многу регулатива во сите овие држави, не заборавајте дека нели, не сме заборавиле, само не сме разговарале во доследно време, дека моментално е донесен ISO 2002 стандардот да го замени SWIFT. Овој заостанат, да речем, софтвер или како да кажем организација која што се занимава со меѓусебни поврзување на банкарските сметки во целиот свет. Со тоа што ISO 2002 не само што го заменува SWIFT, туку го унапредува. И до ноември 2025 година SWIFT престанува да користи да постои. Додека ISO 2002, зашто велам? Значи, неизбежно е. Новиот стандард ISO 2002 е направен со цел да интегрира CBDC и да интегрира крипто во новиот финансиски систем, на страна од нормалната работа на банките. Така да ако тоа не ви покажува дека моментално имаме едно
огромна промена која што досега не сме ја виделе, а тоа треба да случи во само неколку години. Значи гледате ли досега колку само значи ненормално работи кои што никогаш досега не биле видено во светот. Значи ваква промена на целосна дигитализација на банкарскиот сектор за само 5 години настапува. Замислете ова веќе од 2020 година. Во 2025 треба да биде веќе во целост интегрирана. Што ќе имаме околу 2-2,5 години за ова да биде завршено. И ова се случува, не сакале или не. Значи моментално ова е рок во кој што ако не успеете да се интегрирате, нема да можете да функционирате во новиот свет. Така. Значи гледате колку моментално случувања се случуваат на пазарот кој што едноставно не е така едноставно да кажеме, али ќе оди нагоре, ќе оди нагоре. На глобално ниво, на макроциклус, знаеме дека ќе оди нагоре. Проблемот е како се тоа ќе се одрази, затоа што многу од овие X фактори треба да видиме како ќе се одиграат, за да знаеме што понатаму. Затоа и го направив ова видео денес, за да ви покажам дека не е толку едноставно од типот, ќе одиме нагоре. Ќе одиме нагоре, да, но гледате колку само пречки моментално има во криптосекторот, иако овие пречки се на некој начин повторно добри, затоа што се тоа мора да ги поминеме овие работи, за да можеме да дојдеме до ситуација во која што крипто ќе биде секојдневна појава, која што е глобална и која што е стабилна. Но многу е битно да имате целата оваа слика за да разберете каде се движиме. Сега, следниот момент. Значи, покрај центрите кои што ќе бидат следни центри кои што ќе развиваат криптосекторот, што е многу добро за нас. Глобална висока инфлација, quantitative tightening, рецесија, појави досега невидени во криптосферата. Зошто го велам ова? Значи, ние досега не сме имале ситуација во која што крипто требало да функционира во свет во кој што имаме волку висока инфлација. Инфлацијата пред COVID 2021 година е на нормално ниво. Значи во светот може да најдете инфлација 2, 3, не знам, 4%, но генерално е задржана негде околу 2%. Тоа е пак на некој начин правило кој што го следат од Америка и кое што 2% представува нормална инфлација на глобално ниво. Така. Со ваквото quantitative easing, принтање на пари кое што настапи во времето на COVID, значи ова, од сега зборуваме од 2019 година до 2022 година, ние имавме енормно принтање на пари, кое што даде енормна сила на криптопазарот да има свој бул циклус. Така. И претходно, гледаме дека моментално од 2009 година, од колапсот на банкарската криза, со цел да се смири оваа криза која што настапила во 2007-2008 година, имаме енормно принтање на пари. Се разбираме, че ова е да видите колку моментално сите банки во светот, не само Америка. Значи, гледате, овдека е Америка, Европската централна банка, банката на Јапонија и банката на Англија, како едни од најјаките институции во светот. Има енормно принтање на пари кое што довело до оваа моментално висока рецесија. Каде што сега, ова што гледате овдека, гледаме дека сите банки, не само Федералната резерва, ја прават оваа политика на quantitative tightening, каде што преку зголемување на каматата која што ја наплаќаат на ново испринтани пари кои што ги даваат во економскиот сектор, ја намалуваат практично количината на пари и практично се слободуваат од својот баланс шит. Значи обврзниците кои што ги имаат купено од државите со цел да може да испринтаат волку пари, значи не може само да принтате, мора да имате противтежа, практично државата се задолжува кај вас, а вие принтате пари во противвредност на сето ова. Сега, во целата оваа ситуација, значи ние сега прв пат имаме quantitative easing, tightening. Зошто го велам ова? Значи од 2009 година кога биткоин настанал, ние ниту во еден момент не сме се наоѓале во голема инфлација, не сме се наоѓале во момент каде што сме имале скап капитал, односно каде што сме имале високи каматни стапки на централните банки. И не сме се наоѓале во момент каде што имаме рецесија. Така. Значи во целиот овој период ние сме имале период во кој што крипто имал благи услови за функционирање. Тоа е уште една појава која што крипто секторот не успеал да ја преживее. Така да мораме да видиме како и ова ќе се вклопи во целата оваа шема. Значи гледате колку работи моментално се пред нас, така? Со тоа што пак ќе напоменам, ја верувам дека ова што моментално го објаснив, овој quantitative tightening што претходно не е видено од 2009 година, е причината поради која што ќе го направиме ова. Значи криза која што ќе помогне во применување на CBDC на глобален план. Така да, тоа е само моја идеја, моја теорија, останало да видиме дали тоа ќе биде така, но како и да е, на еден или на друг начин, крипто мора да помине преку оваа ситуација која што досега не е видена во светот и која што ќе ја предизвика рецесијата која што очекуваме. Односно рецесија, каде што имаме уназадување на светската економија, каде што имаме финансиска болка, невработеност,
луѓето немаат доволно стандард за живот и слично, затоа што пак ќе напоменам. Од 2009 година ние не сме имале рецесија во која што можеме да видиме како криптосекторот и биткоин нормално првенствено би реагирале и би се адаптирале. Иако јас мислам дека позитивно би реагирало тоа, затоа што рецесија во оваа ситуација, иако според сите економски правила, крипто и биткоин представуваат ризични добра, кои што нормално, ако настапи рецесија, тоа се првите добра од кои што се ослободуваат. Се што е ризично, хартија од вредност, не знам, некој сега нели да не навлегуваме во тоа. Поентата е што според нормални економски правила вие би требало да се ослободите од овие добра. Но во исто време, што би чувале ако вие треба да се ослободите од овие добра, но имате во исто време кога имате рецесија, опит за превласт на доларот, со тоа што ќе имате нова валута, така? Имате моменти во кои што имате целосна поделеност на економскиот свет на БРИКС и НАТО, дополнително луѓето прибегнуваат кон, нели, затоа што вие практично не знаете во што да сега да речеме дека моментално биткоин представува ризично добро и доаѓаме до рецесија, така? Ние сме во рецесија, но што е добро? Доларот, кој што има енормна инфлација, кој што се уште не е смирена. Значи ние ако дојдеме во рецесија, автоматски Федералната резерва ќе мора почне да принта пари одма. Ако почне да принта пари одма, инфлацијата нема да се намали, ќе се зголеми. Што значи вие што сте направиле? Сте го продале биткоин, сте купиле долар кој што има повторно поголема енормна инфлација. Така. Значи затоа велам. Лесно е да кажете биткоин е ризично добро, но што би купиле? Злато. Тоа е единствената да речем капитална вредност која што може да купите и која што очигледно ќе биде на некој начин излез и од ова и од ова, така. Значи и од оваа глобална борба за превласт и од CBDC контролата и моментално од ситуацијата каде што имаме очигледно глобална рецесија која што изгледа ќе настапи наскоро. Така да, златото е една солуција, но пак ќе напоменам, не заборавајте. Држава која што е моментално во страв, која што е моментално во рецесија, која што е моментално во не знам какви економски препреки, многу лесно може да посегне по оно што вие го поседувате за општото добро. Значи тоа сме го гледали многу пати. Иако мориканците кажуваат дека само комунистите го прават тоа, тогаш добро. Што е ова тогаш? Ако само комунистите го прават, така. Затоа уште еднаш ќе напоменам. Ваков тип на рецесија не сме искусиле, но не е само рецесијата, че мораме да иземеме сите овие претходни работи кои што ги разговаравме за да сватиме дека не е само рецесијата и не е како претходно сите овие рецесии ние сме имале долар кој што бил светска валута, резервна валута и никој во ниту еден момент од 1950 па наваму не го на некој начин предизвикал неговото место во светот. Така да одека лесно било да купите долар. Значи купиш долар, другачи знаеш дека тоа е моментално субстанцијално, значи едноставно знаеш дека доларот ќе преживее, што е да се случи со твојата држава, така. Но сега веќе го немаш тоа решение. Затоа и мислам дека ова моментално што го преживуваме и оваа следна рецесија ќе биде многу поинаква од сите што досега сме ги виделе. Затоа што доларот нема да биде овдека за да ве спаси, тоа е проблемот. Останува да видиме како ќе се одигра, но јас сум спремен и веќе го правам тоа нормално, капиталот да го зачувам во крипто. Останува да видиме дали ќе видиме во право, но и да се случи да почнеме да паиме, јас ќе направам дабл даун, односно и да добиеме пониски цени поради рецесија, јас само ќе докупам. Сега останува да видиме кој е управо, нормално. Но рецесија, пак ќе напоменеме нешто што мораме да го преживееме, да видиме како ќе реагира крипто секторот. Не ги слушате економистите и моменталните baby boomers, кој што моментално е следната тема за која ќе разговараме, или нели аналитичари од 44-та па навака, затоа што не може да ви зборуваат за капитално добро кое што никогаш досега не било тестирано. Може да шпекулираат, јас било кои канали, кои да зборува за ова, може да шпекулира, но во ниту еден момент не може да ви каже со сигурност, сигурно биткоин ќе падне затоа што ќе има рецесија. Не може да ви каже тоа. Биткоин требаше да падне кога имавме првенствен пад на банките. Што се случи? Обратното, така. Затоа уште еднаш ќе напоменам. Значи, ова е капитално добро кое што прв пат е тестирано на инфлација, прв пат е тестирано на рецесија, прв пат е тестирано на quantitative tightening. И се тоа што моментално го гледаме е прв пат. Вие сте првата генерација која што има, да речам, на некој начин има задоволство да може да го гледа тоа со своји очи и да види како крипто ќе успее да се справи со овие проблеми. Следната битна работа која што мора да напоменеме, вие сакале или не, тоа е реалност. Baby boomers, односно за оние кои што не знаат, значи за жал се ова
е светска познато, за би го објаснувам со светски поими, затоа што ја џабе ќе ви кажувам од оваа до таа генерација, кога ќе гледате утре видео, некој ќе ви каже Silent Generation, Greatest Generation, Baby Boomer, битно е да знаете која е оваа генерација во однос со тоа кога истите се родени и колку се моментално нели стари. Сега, зошто е ова битно? Baby Boomer генерацијата, односно оние родени од 46, односно после Втора светска војна па до 64-та, се нашите дедовци, па можеби и прадедовци, кои што за жал, верували или не, поседува најголем дел од капиталот во светот. Ова е уште една битна работа која што моментално се случува и ја гледаме со сопствените очи. Доаѓа до пренос на оваа капитална количина која што имаат во пари од нивната генерација на Generation X, кои што се нашите родители, и Millennials, кои што сме ние, со оглед на фактот да ги јашаме од 87. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што не може да имате волку голем дел од капитал. Значи, гледате, ова е развивање на капитално во 2019 година направено. Така, развивање на капитал на луѓе кои што имаат од 20 до 35, кои што очигледно нема никаков напредок во својот капитал во последните 10 години. Што значи дека работат и живеат од ден за ден. Од 36 до 51, кои што имаат колку е ова? 30% напредок. И 52 до 70 години кои што имаат практично дупло, имаат 100% напредок на сопствениот капитал. Односно ова се капитални добра кои што во просек ги држат луѓе кои што се моментално од 52 до 70, 73 години моментално, со оглед на фактот дека ова е во 2019 година, 74. Поентата која е? Значи, не е проблемот што ги држа парите. Проблемот што ова е генерација која што се родила, пак ќе напоменам, во 1946 година. И 64, така. Кои што во поголемиот дел од својот живот имале транзистор, толку имале. Значи, знам дека ќе се навредат повторно како сака да сватите го тоа е реалната слика. Значи, овие луѓе од 64 година до 2000 година веќе се практично во своите 50 години од животот. Така. Значи, они до тогаш не знаеле што представува мобилен телефон или компјутер. Така. Конечно почнува да се применува сето тоа на глобално ниво. Од 2000 година, 2023 година, вие сте преминале од Pentium Cat со floppy диск на моментално графички што може да процесираат трансакции на еден цел свет. Така. И имате еден целосен скок од, пак ќе кажам, значи до 2000 година сте користеле телевизори со катодна туба, катодна цевка, се извинувам, за до моментално да имате холографски телевизори. Така. Значи, ова, сакале не или не, секој од нашите генерации доаѓа до момент кога веќе не може да следи моменталната технологија. Ова веќе не е следење на технологијата, ова е веќе светлосни години скокање на технологијата напред, која што они не се способни да ја следат. Затоа во Конгрес имате ситуација во кој што истите овие конгресмени кои што се моментално по 350 години, викаат стручњаци кои што се моментално 30, 40 па и 50 години, така, и моментално разговараат со нив, и нив од една реченица 80% од зборовите во таа реченица не им се јасни. Затоа што не може да следат оваа технологија. Пак ќе кажам, ова се луѓе кои што поголемиот дел од својот живот го поминале со жичен телефон, со вртење, ако се сеќавате, на кругчето, така. Значи, пак ќе напоменам, тоа е проблемот. Сакале или не, без разлика колку вие сте способни да бидете во тек со технологијата, тоа се само индивидуи, тоа не се сите. Генерално, за жал, целата оваа, да речам, генерација е неспособна да се носи со моменталниот развој на технологијата. Така да, овој капитал кој што ќе се пренесе на овие две генерации, знаете како? Дедово, моментално што има 70 години, не сака да слушне што е тоа биткоин, да бидеме реални, не може вие да го седнете дедото од 70 години да му објаснувате моментално што е биткоин. Иако такви луѓе има, тоа се 5, тоа се прашање на, не знам, индивидуи, тоа не се цела генерација. Но кога дедото, за жал, нели, тоа е тоа, реалноста е таква, ќе почине, неговиот син, кој што има, да речем сега моментално 50, или неговиот внук кој што има 35, нема ни да размисли кога ќе го добие ова наследство, да го чува во банка. Туку едноставно веднаш ќе го стави на Binance, ќе купи биткоин и ќе го пренесе на Ledger. Дали ви е јасно зашто сега моментално се обидам да објаснам? Значи, ваквото пренесување на оваа огромна количина и на власт, и на капитал, кој што моментално прави застој, да не дозволи крипто да се пробие,
и застој да не дозволи овие две генерации да имаат соодветни пари да едноставно вложат во крипто, е тој момент кој што нас не кочи. Значи, оваа генерација, за жал, е онаа генерација која што не може да се прилагоди на ново настанатите случувања. Така да моментот кога конечно ќе го имаме овој пренос на капиталот од baby boomers на Generation X и Millennials, ќе дојдеме до ситуација кога конечно ќе имаме многу поголем напредок во криптосферата. А тоа се случува сега. Значи, имајте го тоа предвид. И моментално го живееме. И кога ова ќе се случи, сите овие процеси кои што ги гледате нагоре, како регулатива, како општа прифатеност за светот, нови центри за капитал, ќе се забрзаат енормно. И уште еднаш пред да завршиме, сакам само да напоменам дека се ногеме на само 4% од адаптација од прифаќање на крипто во светот. CBDC е сосема друга тема, тоа е проблем со кој што ќе мораме да се снајдеме и ќе мораме да се носиме и ќе мораме да се бориме, претпоставам, целите наши животи, затоа што ние сме таа генерација која што очигледно ќе им го внесе и остави на нашите деца. Тоа е реалноста. Се надевам дека ќе имаме начин како да се бориме против тоа, но очигледно сега за сега тоа не е можност. Но во исто време имаме опција да внесеме нешто што е приватно, како што е криптото. Од типот на Биткоин, Етериум и некои поголеми проекти кои што веќе се шампиони во оваа сфера, кои што имаат децентрализиран систем кој што не може да биде нападнат од овие глобални играчи, колку и да се моќни. Така да имаме шанса да оставиме на нашите идни поколенија криптосвет во кој што имаат начин на кој што може да го заштитат својот капитал од ваквите појави како што е CBDC и од ненормалните 1% елита која што за жал се уште го води овој свет и верувам дека тоа ќе биде и понатаму. Проблемот во целата оваа ситуација е што треба да бидеме паметни да го видиме се тоа. Еден од оние кои што гледаат нашиот канал многу паметно ми каже еднаш, вели, колку и да се трудиме, едноставно нема сите да го фатат воз. Тоа е реалност. Да. Може би ова не е воз, може би и јас не сум во право. Но јас сум спремен да ризикувам наместо да стојам на страна и да гледам и да бидам пасивен посматрач, да бидам во центарот на сето ова што се случува, за да можам да направам нешто што можеби ќе го промене животот на сите мои следни генерации. Од типот да обезбедам капитал, затоа што сите овие случувања кои што ги гледате нагоре, се случувања кои што нема да бидат видени можеби уште 3 генерации потоа. Че ова е нешто што се случува сега и не знаеме како понатаму ќе се одвија целата оваа работа. Така да, барем ако ништо друго, бидете свесни за тоа што се случува, ако веќе не сте спремни да ризикувате и да направите нешто за самите себе си. Така да, уште еднаш ќе напоменам, најголемиот криптобул што некогаш сме го виделе, верувам дека ќе биде наскоро во нашите животи, кој што верувам дека на оние кои што ќе учествуваат во него ќе им смени се. Можеби нема да биде следниот со оглед на фактот дека се уште немаме јасна крипторегулатива, но верувам дека ние во наредните 1-2, можеби 3 крипто бул маркети, со оглед на фактот дека имаме ограничен циклус за 4 години на биткоин, ќе бидеме сведоци на бул маркет што досега не можеме ни да го сонуваме во однос на адаптација, во однос на расширување низ целиот свет, во однос на секојдневна примена, во однос на пробивање на овие, да речем, шампиони во криптосферата, да бидат лидери во технологијата во светот, затоа што има голема разлика помеѓу централизирани компании од типот на Amazon, Apple и не знам други, и децентрализирани компании како Avax, како DOT, како ADA, како Ripple, како Ethereum, кои што се целосно децентрализирани и функционираат на сосема поинаков начин на следното скалило на економски развој во светот. Затоа уште ќе напоменам, се ногеме на ситуација во која што останува на нас дали ќе бидеме пасивни посматрачи и ќе чекаме JP Morgan да купи па нас да ни го продава, или ќе бидеме малку, да речам, со муда и ќе преземеме нешто за нашата иднина. Пак ќе кажам, ова е ваш совет, јас не ви кажам што да правите, но ова е моје мислење, ако го цените, размислете, направете собствена анализа, но тоа е се што имам да кажам во однос на целата оваа тематика, така да не заборавајте ова се случување кои што наскоро ќе настапа поголемиот од нив и ќе можеме да ги анализираме активно. Сакав прво ова да го направам пред да почнам понатаму да правам нормални анализи, затоа што многу од луѓето кои што гледаат нашиот канал очигледно не се свесни колку големи случувања доаѓа. Како и секогаш, се надевам дека ви се допадна оваа материја. Се што бараме за вас за нашиот труд кој што очигледно гледате дека е практично секојдневен, е да го споделите со други македонци со цел ова што моментално се случува да биде кажано на нашите сонародници, без разлика каде се ногеат, и истите да бидат малку поинформирани во однос на она што се случува. Како и секогаш,
Секоја ваша соработка е добро дојдена, гледате дека било каков тип на соработка од видеа, материјали, што и да е, тука сме да го прифатиме и да го дадеме до нашата заедница, нели, на располагање. И како и секогаш единствено една мала работа која што бараме од вас е, за жал, нели, морам да го кажам, like, share, subscribe. Значи тоа е најлесен начин да направиме YouTube алгоритамот да го шерува, едноставно да го сподели ово видео со што повеќе македонци во светот. Ви благодарам како и секогаш, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гейминг.